Добар ден, во денешниот видео ќе зборуваме за еден чекор равенки. Може би вака како ќе е кажано еден чекор равенки не знаете, не ви текнува на што станува збор, но ви ветувам кога ќе почнеме да решаваме некои примери ќе ви стане многу јасно. Специфично почнав со равенки, почнав со еден чекор равенки, бидејќи тие се најлесниот тип равенки. Нели знаете има претешки равенки каде треба многу работи да се прават и многу работи да се земат предвид, но овие еден чекор равенки се буквално како што името вели еден чекор равенки. Значи само едно нешто треба да направиме, само една аритметичка операција да извршиме за да ја добиеме вредноста на x, односно да решиме равенката, да го направиме тоа што треба. Нема одма директно да одиме со решавање, прво треба да дефинираме. Прва дефиниција, што значат еден чекор равенки. Овие се равенки. Значи чудно да се пише вака, нямам пишено долго време на овој канал вака. Равенки каде чакате маце, како да го составиме ова? Равенки каде потребно е, не потребно е добро, да се изврши една аритметичка операција. Мислам дека знаете што се аритметички операции, мислам дека имаме спомнувано овде. Нели имаме дворано аритметички операции со дробки, вие видовте дека тоа се собирање, одземање, множење, делење. Не се сите аритметички операции, тие има например коренување, степенување, логаритмирање и така натаму, но тие се во суште на најосновните аритметички операции кои треба да ги знаете и кои веќе мислам дека ги знаете. Една аритметичка операција за да се реши равенката. Или всушност решавање равенка значи да се добие вредноста на x. Да се открие значи нели знаеме x е бројна вредност, може да биде било кој број. Зависи од равенката која што се наоѓа. Пример во некоја равенка x може да биде 5, може да биде 10, може минус 2 и така натаму. Значи еден чекор равенки се равенки каде потребно е да се изврши само една аритметичка операција за да се реши равенка, односно да се открие вредноста на x. Сега ајде да видиме неколку примери, бидејќи вака кој што дефиницијата без примери буквално е ништо. Мора да ви покажам неколку примери и ќе видиме неколку различни примери, бидејќи има врска, има разлика. Примери. Еве на пример да дадеме ова равенка. 3x е еднакво на 6. Да, x е 2. Логично дека x е 2, тука дека 3 по 2 е 6, но јас како можам да го извам x математичкиот пат без гледано логички? Па јас за да го извам x од тука, треба ова тројката да префрвам на другата страна. Или како што велиме поправилно, треба двете страни на равенката да ги поделам со 3. Значи овде ќе поделам со 3 и овде ќе поделам со 3. Овде 3x делено на 3, овие тројки ќе се скратат и понаваму се добива дека x е 6 третини, 6 делено на 3, а тоа всушност е 2. И ете добивме, односно потврдивме дека x е 2. За да направиме уште една проверка, ако сакаме да сме 100% сигурни, на местото на x ќе замениме неговата бројна вредност, значи x е еднакво на 2 и ќе ставиме 3 по x, 3 по 2 е еднакво на 6, 3 по 2 е 6, значи 6 е еднакво на 6, добиваме точно бројно равенство. Одлично, значи еве има само еден чекор и кој е еден чекор, една аритметичка операција што требаше ја да извршам овде, требаше да поделам, значи да фрвам тројката на другата страна, значи да поделам со неа и таа е таа една аритметичка операција. Ајде сега на пример да ја земиме ова равенка. X плюс 3 еднакво на 6. Овде се гледа дека x е 3 одма, дека 3 плюс 3 е 6, ама ајде да математички да видиме зошто е така.
Па јас, моја главна цел во алгебрата воопшто е стално да го изолирам x, да го имам x сам, значи буквално сам да е x. Значи ќе треба јас ова плюс 3 што е овде, да ја некако да тргнам од левата страна, нели знаеме, ова е лева страна на равенката, ова е десна страна на равенката. И за една равенка да е точна, двете страни, ео и d, лева и десна, треба да се еднакви, тоа веќе го знаете. За јас да го тргна ова плюс 3 тука, треба да го фрвам на другата страна заедно со шеската. И штом овде знакот е плюс, овде знакот ќе стане минус. Поточно, ние одземаме 3 од двете страни. Овде минус 3 и овде минус 3. Плюс 3 и минус 3 ќе се скрати, следува x е еднакво на 6 минус 3, понатаму x е 3, ете така. Како што забележувате, нели, исто така инверзни операции овде се битни. Овде беше множење, штом го фрвам од таа страна станува делење. Овде беше собирање, го фрвам од таа страна станува одземање, значи одземам од двете страни. Фитата е да се тргнат бројките што се кај x-от. X-от да е сам, x-от да е изолиран. Нешто падна таму. И сега да провериме уште еднаш, да сме 100% сигурни, на местото на x ќе ставиме тројката и да видиме дали 3 плюс 3 е 6, логично, еднакво на 6 овде, 6 еднакво на 6. Повторно добиваме точно бројно равенство, одлично. Да видиме уште неколку примери, ајде сега. Само со примери ова најубаво да се свати. Инверзни операции, фрвање на другата страна, изолирање на x, ќе ви стане јасно, се надевам. И запамтете, има еден чекор, само толку е. Ајде се да видиме x минус 3 е еднакво на минус 1. Маце поинтересна равенка. Може маце ќе ве забуни дека има минус тука, ама процедурата е иста без гајле. Повторно забележувам дека овде имам сега минус. И сакам x да го изолирам овде, значи треба ова минус 3 да ја фрвам на другата страна овде. И за тоа да го направам, всушност да ја елиминирам од оваа страна, јас ќе дадам плюс 3 овде и плюс 3 овде. Бидејќи нели овде е минус, овде е плюс. Овде беше плюс, овде е минус. Овде беше множено, овде е 3 по x овде. Овде ќе биде делено. Секаде е така, секаде тоа важи. Ова ќе се скрати. Сега имаме x еднакво на минус 1 плюс 3. Мислам дека имаме зборувано како се собират, одземат цели броеви, кога ќе имам вака минус 1 плюс 3, но ова во суштина е само плюс 2. Значи x овде е 2. Да потврдиме уште еднаш ако сакате, на местото на x ја ставам бројната вредност негова, значи 2 минус 3 да е еднакво на минус 1, ова е минус 1 и е еднакво на минус 1, и ова е уште едно точно бројно равенство. Цело време викам точен исказ, ама и исто е, овие се сите искади всушност. И дали ќе речете точно бројно равенство или точен исказ, во суштина е истото. Јас сум навикнат исказ, пошто имам работено логика, математичка логика, нема врска. Добро, ајде сега да видиме маце по други примери. Ајде сега ова да го видиме, ова маце потешко ќе биде. Сега овде имаме делено, x делено на 3, значи јас само да напоменам кога се пишува вака, пожелно е да се пишува вака наместо вака, x делено на 3 еднакво на 2, пошто ова личи на размер, иако за да биде размер треба овде да биде напрема нешто, ама нема врска. Пожелно е да се пишува вака со дропка наместо да се користи овој знак за делење. Без врска. Сега гледаме, имаме тука x поделено со 3 да е еднакво на 2. И овде се гледа дека x е 6, логично е дека x е 6, но ајде математички да го докажеме тоа. Имаме делено, значи јас сега треба да направим верната операција за да го изолирам x, треба да помножам. И со колку ќе помножам? Ќе помножам со вредноста на именителот. Што значи, двете страни на равенката ќе ги помножам со 3. Ова овде ќе го помножам со 3 и ова овде ќе го помножам со 3. И што се случува сега? Ова тројка со ова тројка ќе се скрати и ние добиваме дека x е 2 по 3. А тоа е 6. Ете така. Логично, значи гледате, процедурата на секаде е иста, овде маце може поќе збунувачки дека имаме делено вака, ама верувајте, едноставно се што треба е исто како овде, нели, двете страни ги одземавме, двете страни ги собиравме, двете страни ги делевме, овде двете страни ги множиме. Маце потешко со дропки сваќам, ама нема гајле. Принципот е ист. И за да сакате да проверите, на местото на x ќе ставите неговата бројна вредност, тоа е 6 поделено со 3 да е еднакво на 2,
тоа е 2, 2 е еднакво на 2 и добиваме повторно точен исказ или точно бројно равенство. Одлично, одиме понатаму со уште неколку примери. Ајде да видиме сега ова равенка. И овде очигледно дека ќе биде 3, ама очигледно дека ќе има две решенија. Не знам дали не мислам дека имам правено видео за алгебра. На таа страна од алгебра, бидејќи алгебрата е огромна, но штом имате нешто качено на втори степен, како на квадрат овде, секогаш ќе имате две решенија. Значи ова равенка тука има две решенија, нема да е само 3, туку ќе и минус 3, ќе видите зошто. И сега си имам x на квадрат еднакво на 9, ја имам операцијата квадрирање. Опратна операција од квадрирање е коренување. И што јас тука треба да направам? Треба да го земам квадратниот корен од двете страни. Значи корен од ова и корен од ова. Овај степен овде, со овај корен овде ќе се скрати и добивам јас дека x е корен од 9, но не само корен од 9, туку плюс минус корен од 9. Бидејќи треба да има две решенија, едно позитивно и едно негативно. Што ќе ви го кажам сега зашто е тоа така. И ова понатаму следува дека x е плюс или минус 3. Значи овде добивме две решенија. Можеме да напишеме x1 е еднакво на 3, а x2 е еднакво на минус 3. Сега ајде да проверка да направиме. Прво ќе ставам x1, ќе речам дека 3 на квадрат еднакво на 9 е еднакво на 9, 3 по 3 е 9, значи ова е точен исказ. Е сега ајде со второто решение со минус 3, минус 3 на квадрат еднакво на 9. Пазете овде со минусите, но мислам дека памтите, ова е всушност вака минус 3 помножено со минус 3. Кога множиме минус со минус тој ќе дај плюс и ова ќе биде плюс 9. Што е плюс 9 што тоа треба да биде. Значи и ова е уште еден точен исказ. Затоа има две решенија, бидејќи и двата x да ги ставиме го добиваме истото нешто. Затоа има две решенија. Двете пасуваат едноставно. Мислам дека тоа е се што треба да знаете за равенки со еден чекор равенки, запамтете. Потребно е само една операција да извршите и го имате решението, или ќе треба да поделите, или да соберите, или да одземите, или да квадрирате, или да коренувате на двете страни од равенката. Овие се најпростивни равенки. Во следното видео ќе зборуваме за два чекор равенки, каде што треба два чекори да направиме, со други зборови две аритметички операции. Се надевам дека јасно и се гледаме во друго видео. Ајде, чао.